Многу прашуваш. Зошто? Не знам. Кажи ми да ти кажам. Дали сметаш дека песната Чукај чукај ќе беше поголем хит доколку Роберт не беше во неа? Пред неколку години значително ја намали својата келажа, користејќи сокчиња за кои отвори полемики на социјалните мрежи. Слушай, ти текна нова. Кјути си, Антонија. Ова е под прашање или прашање? Мислев се надоврзуваш, па можам да ти го скокнам. Дали е вистина дека со овие личности повеќе не си во контакт? Чекайте малце, другари. И да и не. Добро дојдовте во Полиграф. Полиграф е проект во кој јавните личности одговараат на прашања додека се поврзани на вистински полиграф. Прашањата мора да бидат одговорени со да или не. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите оние без кои овој проект немаше да постои. Благодарност до нашиот генерален спонзор Coca-Cola, кои долги години веруваат во мене, па така и овој проект не беше исклучок. Благодарност до Prima Mebel, што ни помогна во замислата за интериерот на ова студио, како и до Fashion Group, што вечерва ме облекува во Springfield. А за овој проект да биде уште поинтересен, имаме Coca-Cola Button. Секој гостин има можност да го притисне Coca-Cola батонот само еднаш за време на тестирањето, што ќе му дозволи да не одговори на едно прашање. А сега, време да ви го представам мојот гостин. Антонија Гиговска, добре дојде во Полиграф. Добро те најдов, Стефан. Како си? Одлично, ти? Јас сум одлично. Едве чекам да почнеме. И јас нестрплива сум, види. Доколку си спремна, време е да започнеме. Може. За да калибрираме машината, први не потребно да одговориш на некои основни прашања. Дали е твоето име Антонија Гиговска? Да. Со уште едно презиме додадено, Спасенцовски. Дали имаш 25 години? Да. Сакам да имам 22. Дали си спремна за Полиграф? Да. Туку што го извади албумот под име Жена, на кој имаш и песна со истото име. Дали Роберт знае како треба да се сака една жена? Да. На албумот имаш и песна под името Хемисфери, во која пееш кој ќе ни ги пере гревовите, совеста те јаде. Дали овие стихови доаѓаат од лично искуство? Да. Сакаш да ни објасниш нешто повеќе? Не. Дали е вистина дека повеќе од 60.000 евра те чинела инвестицијата за албумот Жена? Да. Колку повеќе? 61. Дали е вистина дека Роберт ги носи клучните одлуки во твојата кариера? Не. Секогаш јас го имам последниот збор за се. Татко ми бил тој кој што исто така имал збор над се околу мене и мојата кариера. Сега веќе и Роберт. И мене ми е многу мило што ги имаме нив двајца за онаа помош која што ми треба во моите избори. Дали е вистина дека секојдневно му го проверуваш телефонот на сопругот? Не. Го проверував порано, сега не.
А зашто сега не? Па, зашто сега имам доверба поголема отколку на почетокот. Зашто на почетокот немаше доверба? Многу прашуваш. Не знам. Не ли треба време за доверба? Да стекнеш во некого. Дали сметаш дека песната Чукај Чукај ќе беше поголем хит доколку Роберт не беше во неа? Не. Не се согласуваш со тие коментари? Па, секој има право на коментар, дали позитивен, негативен. Секој има право да слуша тоа што му се допаѓа и што му е убаво за уво. И јас сум секогаш за позитивни, за негативни коментари, затоа што само така знаеш дека една песна е успешна и дека е приметана на крајот од денот. Дали е вистина дека по објавувањето на песната Чукај Чукај колегите од музичката сцена не те поддржаа? Да. Со честни исклучоци. Зошто сметаш дека е тоа така? Па, да ти кажам искрено, не знам зашто е тоа така. Јас знам за себе дека сум таа што секогаш ги поддржува сите и ги споделува на стори. Јас немам проблем со тоа. Дали сметаш дека си им трн во око на колегите од музичката сцена? Ова е под прашање или прашање? Прашање. Да. Зошто? Не знам. Кажи ми да ти кажам. Дали сметаш дека Дарко Димитров е подобар продуцент од Лазар Цветковски? Не. Тоа значи дека Лазар Цветковски е подобар продуцент од Дарко Димитров? Тоа значи дека Лазар Цветковски учел од Дарко Димитров кога започнувал со продукција. Сам јас тоа го знам и многу пати го имаме зборувано. И ние ги имаме дефинитивно најдобрите продуценти во државата и дефинитивно се двајцата the best. Секој на свој начин. Дали е вистина дека имаш подготвена дуетска песна со Теа Тајровиќ? Да. Ја спремаме за крчка. Кога ќе може да слушнеме? Може би следната година? Не знам да сум толку сериозна. Македонија се враќа на евровизиската сцена. Oh, yeah. Дали сметаш дека оваа личност е добар представник за Македонија на Евровизија? И да и не. Може би не повеќе, затоа што не живее во Македонија. И мислам дека имаме многу артисти кои што напорно работат, се трудат и ствараат за оваа наша македонска сцена, за да може да додат на Евровизија. Значи одговорот е не? Да. Дали сметаш дека националниот избор за песна на Евровизија оваа година треба да биде прескокнат со цел ти да бидеш првиот избор без никаков јавен конкурс за пријавување? Може и да и не. Не може. Да. Иако немам проблем да се надпреварувам и таа страна секогаш сум ја сакала од себе, затоа што сакам надпревари, сакам едноставно луѓето да бидат оние кои што ќе одлучат кој треба да оди на Евровизија и која песна треба да оди на Евровизија. Сметаш дека не треба тоа да биде никој освен тебе?
Ова е под прашање? Ова е прашање. Мислев се надоврзуваш, па можам да ти го скокнам. Ајде еднаш постави го. Дали сметаш дека никој освен тебе не треба да отиде на оваа година на Евровизија? Да. Мрда ли тоа да? Нешто мрда. Дали е вистина дека приготова дуетска песна со Врчак, тој ја откажа соработката? Не. Дали таа дуетска песна постои? Постои, јас се уште го немам слушнато неговиот дел, само мојот, затоа што требаше да отидам во Охрид. Врчак е во Охрид, требаше да отидам до Охрид за да ја слушнам. Не знам зашто се уште таа песна е кај него во компјутер и не знам кога ќе види светол ден, ама се надевам дека ќе види затоа што е стварно предобра песна. Врчак, јави се. Време. Дали сметаш дека си најдобро облечената македонска пејачка? Чекайте малце, другари. Да или не? Па, ајде нека биде да. Ова не е затоа што сум само бендисана, ова е затоа што знам колку мојот тим се труди околу мене и околу мојот изглед од сам почеток на кариера и гледам секогаш да бидам различна и да имам секогаш различни аутфити, различни станија. Дали би снимила дует со оваа личност? Да. Како погоди? Имавме песна заедно. Имавте? Имавме. Зошто веќе немате? Па зашто едноставно не се случи момент да се спреми, да излезе, да се случи таа соработка. Инаку имавме песна. Пред неколку години значително ја намали својата килажа, користејќи сокчиња за кои отвори полемики на социјалните мрежи. Слушай, ти текна нова. Why? Дали ја прифати таа соработка само поради добар финансиски надомест? Не. Немаше финансиски надомест никаков. Бев многу млада, мала и прифаќав колаборации, соработки на ваков или на онаков начин. Искрено немав никаков фидбек од тие сокчиња и не ги пиев долг временски период, така што ослабев со нутриционист. 36 килограми за 50 дена. Тие сокчиња има ефект? Не. Дали е вистина дека ти му имаш пишано на Огњено Тамиџи шоу за да бидеш гостин во неговата емисија? Не. Те побара тие? Тогаш во тој момент објавив песна на српски. Сам дека беше околу моје, ако не се лажам. Или брига ме, не ме држи за збор. Бев во комуникација со Бобана, PR од Белград. Требаше да одам на неколку емисии во Белград. И во тој момент, мислам дека и се уште работи како човек позади Амиџи и во најверојатно во таа маркетинг некоја структура нивна. И му предложи на Амиџи дека можам да дојдам, дали би сакал да ми има како гостинка, затоа што објавам нова песна. И тој прифати и баш сум
среќна за тоа. Имаш песни на српски јазик. Дали сметаш дека за да се пробиеш на нивниот пазар, мора да пееш песни на српски јазик? Да, и треба да си со живење таму. Треба да бидеш таму присутен за да можеш да се појаваш на интервјуа. Секојдневното патување може да умори секого и буквално треба да си присутен таму за да можеш да се појавуваш и на интервјуа и на промоции, и на секакви евенти кои што ти ги организираат. Да бидеш едноставно во нивно друштво секојдневно. Сметаш дека само со музика не може тоа да биде возможно? Па мислам дека не. Многу потешко. Од спрејтенот. Ништо страшно. Тука не вика дека од спрејтенот. Не вика? Дали е вистина дека со овие личности повеќе не си во контакт? Не. Сега се видовме на Лазаров Awards и се поздравивме. Не сме во секојдневен контакт. Никогаш не сме ни биле премногу блиски. Сме биле соработници, пријатели. И сме комуницирале на тема музика. Дали постоело некогаш некој проблем помеѓу вас? Па, не. Дали е вистина дека имаш датум за арена Борис Трајковски? Да. Дали може би сакаш ексклузивно да ни го откриеш? Не. Дали Нема да тоа го притиснам ово изглед. Дали е тоа оваа година? Не. Дали е наредната година? Не знам. Дали е точно дека победата на Макфест во 2018 година ти била народски кажано поклонета? Те молам подсетиме со која песна беше? Со Никогаш не вели никогаш? не вели никогаш. Не. Никогаш ни една победа не ми била поклонета. Дали се каеш за естетските корекции кои ги имаш направено? Не. И немам премногу естетски корекции, само устата. Горно. Дали постои љубов после неверство? Не. Што ќе ме прашаш сега? Дали ми простила? Кјути си, Антонија. Дали би простила? Сум простила. Види како ти го одбегнав, дали би. Сум простила. Дали би простила повторно? И да и не. Може би повеќе не. А зошто да? Зошто да? Затоа што сметам дека секој човек може да сгреши. Меѓутоа, таа грешка мислам дека подоцна ќе биде непоправлива и веќе ништо нема да биде исто. После тоа. Во едно интервју имаш кажано дека да не беше Кијан ќе се изгубеше себе си. Дали сметаш дека млада мајка како тебе може да биде и успешна мајка? Да. И вистина е дека ќе се изгубев себе си. Да не се случеше Кијан, тоа ми беше најтешкиот период во животот. Но
секој можен аспект. Како одговараш на предрасудите за тие што велат дека младите мајки не може да бидат успешни мајки? Па еве вака. Со успеси позади себе. Изминативе 3 години како го имам Кијан. Дали е вистина дека имаш откажано настап поради тоа што немало доволно публика? Да. Може би еднаш. Затоа што во тој момент почувствував дека не сум спремна да излезам да пеам пред десетина маси. Каде беше тоа и кога? Не можам точно да се сетам. Мислам дека беше некој од градовите Пробиштип или Радовиш. Не можам да се сетам искрено. И не се чувствував убаво после тоа. Во хороскоп си Водолија. Да. За нив велат дека слободата им е поважна од се. Дали некогаш си оттурнала личност од својот живот затоа што се чувствувала дека те ограничува? Да. Дали можеш да го предвидиш моето следно прашање? Не предвидлив си. Која е таа личност и зошто? Партнер. Не сакам да го кажам која, немам ни потреба. Што знам од прилика 6-7 години, може би повеќе. И едноставно не можеше да се носи со тоа што сум јас, со мојата кариера, со сите притисоци кои што оваа работа ги носи, и затоа е таму каде што е сега. И последно прашање вечерва. Дали нешто ми излажа? Го притиснав околу батонот. Не морам да ти го одговорам, а? Знаеш дека нешто излажа? Па искрено мислам дека не излажав ништо, само го стиснав за да биде интересно. Време е за резултатите. Антонија Ѓиговска. За жал обидот беше неуспешен. Како? Бев искрена со тебе. Имаш паднато на 4 прашања. Па да го продискутираме тоа заедно. Ајде. Ми одговори дека Роберт не ги носи клучните одлуки во твојата кариера. Машината приметува некое двумење што најчесто води кон лага. Мислите дека он ги води и ги носи клучните одлуки? Па може би сега да, со албумот и со спотовите, затоа што режијата беше негова и јас целосно му се препуштив. Следното прашање беше дека сметаш дека Дарко Димитров не е подобар продуцент од Лазар Цветковски. Па стварно го мислам тоа. Затоа што и двајцата се најдобри. Не би можела да одлучам и да кажам дали Дарко Димитров е подобар од Лазар Цветковски. Искрено со двајцата имам неверојатна енергија во студио и со двајцата имам хитови и со Лазе и со Даре. Дефинитивно сметам дека и двајцата се најдобри во тоа што го прават. Многу се различни. И во правење на песни можеби се слични или исти малтене во звукот, меѓутоа во стилот на музика мислам дека апсолутно се различни. И се двајцата стварно најдобри во тоа што го прават. Така да не знам што е со машината. Може би подсвесно веруваш сепак дека едниот е
Малку подобар. Искрено не. Ми кажа дека сметаш дека си најдобро облечената македонска пејачка. Може би не веруваш во тоа доволно? Се мислев дали да ти кажам да или не, затоа што тоа не е на мене да кажам. Тоа публиката го гледа и треба самите да проценат дали сум најдобро облечена или не. Дали ти имаш идеја кој би бил тоа друг? Искрено не. Во моментов сум само фокусирана на себе и на своите проекти. И ми одговори дека не постои љубов после неверство. Дали може би сепак постои? Реков и да и не, ама мора да ти одговорам другото. Значи сепак веруваш дека постои? Па еден да биде дека верувам. Тука ова тестирање завршува. Фала ти. Фала ти тебе. А ние тука се одјавуваме. Фала ви што гледавте Полиграф. Лајкнете го видеото и субскрајбнете се на каналот за да гледате уште и пишете во коментари кој сакате да видите следен тука. А ние се гледаме секоја недела од 21 часот.